Во денешната емисија Култ култура разговараме со Дејан Трајковски за најновото издание на фестивалот Проза Балкан и за сите предизвици со кои се соочува издаваштвото во светски рамки, но и денес. Добар ден, Трајковски. За почеток го реализиравте 13-тото издание на фестивалот Проза Балкан, на кое што зема учество голем број домашни и странски писатели и истакнати европски издавачи. Предпоставам дека е навистина голем предизвик да се организира ваков фестивал за литература во време во кое се соочуваме со економска криза, време во кое многумина ќе забележат дека новите генерации се помалку читаат и колку е важно да го задржиме нивното внимание. Кои беа предизвиците со кои вие се соочивте на овој фестивал? Еве веќе ова е 13-то издание. Како и многу други работи во животот, и тешко е, и лесно е да се организира. Тешко е затоа што работиме нели секогаш во лимитирани услови, а лесно е затоа што повеќето ја сакаме таа наша работа и веќе ете по 13-ти пат станува многу полесно, бидејќи најголем дел од издавачите од Европа, но и од светот, како и писателите од Балканот, веќе многу добро го знаат фестивалот и веднаш се согласуваат да бидат наши гости. Јас тука би издвоил дека веќе ние на нашиот фестивал имаме некои проминентни имиња кои биле неколку пати гости, не само еднаш. И тоа имиња од рангот на Јерговиќ, кој ни бил гостин 3 пати, или Блатник, Алек Попов исто така 2 пати гостин, така што јас претпоставувам дека луѓето се враќаат повеќе пати само таму каде што им е топло на срцето и мислам дека тоа доволно говори за нашиот фестивал од тој аспект. Проблеми со кои што се соочуваме во секоја организација, нели, има проблеми. Јас тука би кажал дека ние имаме еден тим кој што 80%, еве, грубо речено, е истиот кој што работи од почетокот и ако јас можам да кажам дека на нешто сум горд е тоа, во овие наши времиња да задржите еден ист тим повеќе од една декада. И да го задржите квалитетот. Благодарам, е исклучително ретка појава, така што, ете, таа една фамилиарна, можам слободно да речам, атмосфера која што сме ја создале на фестивалот, не охрабрува сите нас понатаму да продолжиме без оглед на тоа какви се, нели, објективните околности. Од друга страна, убавите работи се затоа што јас верувам дека овој фестивал носи многу за промоцијата на Македонија. Затоа што веќе наградата Прозарт е доволно позната во Балканот. Ние правиме и интернационален пиар, значи секоја година во земјата на лауреатот се објавуваат голем број на прилози, значи тоа го сметаме, нели, реклама и за Македонија, и за нашиот фестивал и така натаму. Воедно и можност голем број македонски автори да бидат преведени на тие јазици. Тоа е веќе еден од другите аспекти кои што ние го направивме на фестивалот и тоа почнавме пред 12 години. Нели? Фестивалот го почнавме пред 13 години, но тој вториот аспект на фестивалот Скопје Фелошип програмата е почната пред 12 години. Морам да потенцирам дека ние бевме првата земја во која што се организираше таква програма за издавачи во цела Југоисточна Европа, доколку не ја рачунаме Турција. Значи, од Романија до Грција, од Словенија до Бугарија, ниту една од тие земји, мислам дека и Австрија и така натаму, немаа таква програма, додека, нели, големите сајми на книга и некои фестивали како Франкфурт, Болоња веќе го имаат тоа подолго време. Исто така, слободно може да кажеме дека ние бевме единствената земја со такова програма 9 години. Во 21 мислам, започна Грција со иста таква програма, а сега во 25-тата
сите земји во регионот, освен, мислам, Албанија и Црна Гора, имаат такви програми и најголем дел од земјите во Европа. Така што, ете, во нешто сме биле и ние еден вид на пионери, нели, во овој дел на Балканот. Ако можем да продолжам, суштината на таа Скопје Fellowship програма, која што го носи и убавото име на Скопје, нели, е можност за поврзување на издавачите од Европа и од светот со издавачите од Македонија и со писателите од Балканот. Тоа е еден начин на кој што е докажано низ годините дека функционира. Нели, Франкфурт тоа го има повеќе од 25 години. Во рамки на фестивалот реализиравте повеќе трибини со истакнати европски издавачи. Со кои предизвици се соочува денес издаваштвото во светски рамки и кои се предизвиците со кои се соочува издавачката дејност во Македонија? Издаваштвото во светски рамки секогаш се соочува со големи турбуленции, особено во големите земји, кај кои што издаваштвото е многу повеќе бизнис, отколку што е како голем дел од кај нашите издавачи, еден вид би рекол, дури на некаква уметност. Така што има многу аспекти кои што би можеле да ги разговараме, но еве еден од последните, да ги наречам, земјотреси во светот, на издаваштвото во светот, е појавата на вештачката интелигенција, за која што ние на фестивалот имавме, нели, панел дискусија и со издавачите и со писателите. И темата на трибината беше војни, вештачка интелигенција, литература. Точно. Така што допревме доста теми од тој аспект. Во сегашно време, јас мислам дека може да кажеме дека еден од најголемите проблеми е моралниот аспект на инволвираноста на вештачката интелигенција во издаваштвото. Како што знаеме, сега се објавуваат и книги напишани од вештачка интелигенција. Каде е тука местото на авторот? Дали во иднина авторот ќе го загуби својот примат? Дали ние како промислувачки суштества ќе се користиме со дали ќе бидеме коавтори, дали авторството како во сегашната форма ќе опстане, на кој начин ќе се смени тоа, доколку разговараме за преводните книги, исто и таму е алатка. Така што мислам дека тој аспект не е доволно истражен, бидејќи ние сега дури луѓето кои што работат нели на вештачката интелигенција, а и самата вештачка интелигенција не е сигурна до кој степен и како ќе се развива. Има, нели, предвидувања, но се уште сега се е во знак на прашање. И кога го споменавте ова, предпоставувам дека тука можеме да го закатнеме и прашањето за читателската публика. Вие го споменавте авторот, меѓутоа за читателската публика дали поседува одредени механизми со кои што дали има сензори во вакви ситуации да препознае дали станува збор за книжевно уметничко дело или не? На кратко, не. Зошто не? Затоа што и тоа е моралниот проблем. Затоа што има примери каде што нели се покажуваат две песни. Така. И читателот не може да познае и покрај тоа што го читал претходно авторот, дали оваа песна е од авторот или другата е од вештачката интелигенција. И тука предпоставам се некои нијанси кои што се одлучувачки. Да. За да разрешите оваа дилема. Да. И тоа сега, во ова време кога вештачката интелигенција го нема целосниот потенцијал. Затоа, еве и сега, и додека разговаравме и на втората панел дискусија со издавачите, се наметна едно од прашањата дека треба ние да се организираме како издавачка фела од светот на светско ниво и да се оформи некој вид на регулација. Тоа веќе се разговара, нели, и за видеоконтент и така натаму. Значи, авторските права во тој аспект треба да бидат јасно регулирани и да се знае дали со воден печат, видео и аудио
производите ќе бидат препознати дека се креирани комплетно од АИ или не, но сепак тие прашања се уште во зародиш во овој момент. Вие ги споменавте дилемите со кои се соочува издавачката дејност во светски рамки, меѓутоа кај нас претпоставувам дека е потребно подигнување на свеста за овие аспекти за кои што вие говорите. Зборувам за издаваштвото во Македонија. Да. Кај нас генерална оценка е дека издаваштвото е на добри нозе. Значи, дури ако се споредиме со регионот. Нели, мора да го имаме во предвид фактот дека ние сме мал пазар, тоа не ограничува од многу аспекти, но сепак и како мал пазар, мислам дека добар дел од издавачите се на едно високо светско ниво во однос на продукција, уредништво и така натаму. Може би не во уредништво, но од многу други аспекти. Зошто тоа го велам? Затоа што доколку еве и погледнеме, например, дел од проектите кои што се финансирани од Европската унија во рамки на тој оддел за преводи, таму има добар дел од наши издавачи кои што ги добиваат највисоките поени и ги добиваат проектите. Така што од тој аспект, колку и да мислиме дека ние како земја, нели, бидејќи сме помали по број, нели, сепак сме поминали низ посттранзиции кои што во голем дел уште траат, сепак во тој дел благодарение, мислам јас, на еден грст професионалци сме на едно високо ниво. Тоа можем најобјективно да го кажам и да го тврдам. Во еден разговор ми споменавте дека еден од најблагородните проекти кои што сте ги работеле е нашата мала библиотека. Станува збор за проект кој што беше реализиран во повеќе градови низ Македонија. Верувам и вие ќе се согласите со мене дека е посебен предизвик да го задржите вниманието на една дете и да ја разбудите неговата љубов кон читањето во време во кое што новите генерации се импресионирани од современата технологија, совршено ја владеат и на некој начин се поголем дел од времето со своите мобилни телефони. Да. Да, точно е. Нашата мала библиотека ми е еден од најблагородните проекти на кои што сум работел, заедно со исто така уште еден проект со хуманитарецот Денис Јанкуловски космонаутко, чии што сликовници ги објавуваме со илустрација од Наташа Костовска, каде што нели главен херој е дете каде што главни херои во тие сликовници се деца со поинаков развој. Значи, тие два проекти се навистина нешто многу благородно. Станува збор за проекти кои што се реализирани во рамките на Креативна Европа, така? Нашата мала библиотека е реализирана во рамки на Креативна Европа, значи со поддршка од Креативна Европа. Тоа е проект кој што живее веќе 16 години во голем дел од европските земји и минатата година нели започна и кај нас, со нас како копартнер, заедно со 7 други издавачи од Европа. Зошто е благороден и што ние пробавме да направиме за да го задржиме вниманието на децата во овој свет каде што екраните се присутни, а книгите се помалку присутни. Тој проект пред се беше имплементиран во над 20 училишта и градинки низ Македонија. Тоа е, мислам, еден од ретките случаи кога во тој некој неофицијален дел од наставата влегле други книги, други сликовници односно. И една од главните поенти беше тоа што инспирирани од сликовниците ние создадавме и книга со активности. Книгата со активности е иста за сите партнери од Естонија, Словенија, Хрватска, Грција, Полска и Италија. Така што децата всушност учеа при игра. Тоа не е ништо ново, децата да учат при игра, но со помош на книгата на активности, тие навистина влегуваа во содржината на сликовниците, кои што говорат за екологија, пријателство и така натаму, значи топли теми,
фокусирани врз нели нивната возраст. Понатаму имаше и интернационална димензија, бидејќи сите тие сликовници беа преведени на сите јазици. Тоа значи дека и на сликовницата од нашиот автор Ване Костуранов, од македонскиот автор Ване Костуранов беше преведена на 6 јазици. И јас немам комплетна бројка, но мислам дека стигна до над 30.000 деца во цела Европа. Сметам дека тоа е до сега најголемата бројност во нашата историја за една сликовница за деца да стигне до толкава голема публика. И не само да стигне до толкава голема публика, туку и во текот на цела една учебна година, илјадници деца, цела Европа, да се изучува. Можам да кажем и уште многу други работи за тој проект, бидејќи е многу екстензивен. Ние имавме и тројца гости, автори од сликовниците, кои што се сретна директно со децата. И сето тоа се случуваше не само во центарот на Скопје, туку и во Прилеп, во Битола, во село и така натаму. Така што внимававме и на децентрализација на тој проект. Дали можеме да говориме за децентрализација на културата кај нас? Знаете, децентрализација на културата беше модерно, за тоа беше модерно да се зборува пред ред години. И ќе биде модерно да се зборува нели за секогаш, бидејќи секогаш во сите земји, во најголем дел од земјите, културата е централизирана во нели тие центри на мојки или главни градови и така натаму. Има неколку градови кои што се истакнуваат со богата културна понуда. Јас од моето искуство можам да кажам дека кога организираме настани, еве и конкретно да го спомнам примерот со сликовниците на Денис Јанкуловски, кога организираме настани во други градови, надвор од Скопје, посетеноста е многу поголема, интересот е многу поголем, дури и жарта во очињата на дечињата е поинаква, бидејќи немаат толку можности да присуствуваат на културни настани нели за нивната возраст. Така што децентрализацијата е апсолутно нужна, да, и ние се трудиме колку можеме да сме присутни и во други градови. Ви благодарам, Трајковски, за интервјуто. Благодарам за поканата.